Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес мојата тема гласи оправдување само преку вера. Оправдувањето преку вера е целосно библиско учење. Апостол Павле во Римјаните 5 глава вели вака: И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме. Оправдување преку вера. Некои христијани можеби ќе бидат изненадени кога ќе дознаат дека учењето за оправдување преку вера не се наоѓа само во Новиот Завет, туку и во Стариот Завет. Во Битие или првата Мојсеева книга ни се вели дека Авраам му поверува на Господ и тоа му се засмета или припиша за праведност. Тоа е запишено во првата книга Мојсеева 15 глава 6 стих. Потоа Јов и покрај сите негови обиди да докаже дека е праведен и добар, сепак Бог му вели дека не е добро толку да се смета или да смета дека е праведен. Некако се оправдуваше пред Бог преку се добро што правеше во животот. Помагаше на сиромасите, даваше облека, даваше се што им треба на луѓето. Но сепак, на крајот се откажа од сопствената правда. Давид исто така беше човек според Божјото срце, а сепак зборуваше за благословот на оправдувањето, велејќи: Блажен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Тоа е запишено во Псалм 32, првиот стих. Потоа, ако го земеме пророкот Исаија 700 години пред нашата ера, тој пророкуваше дека Господовиот слуга ќе направи мнозина да бидат прогласени за праведни и ќе ги земе нивните беззаконија или нивната вина. Тоа е пророштво за Господ Исус Христос во Исаија 53 глава 11 стих. Потоа од малите пророци, зашто пророкот Исаија се смета од големите пророци: Исаија, Езекиел, Јеремија и Даниел, а другите се помали пророци. Авакум не учи дека праведникот ќе живее според својата вера. Најверојатно апостол Павле го има овој стих цитирано во неговото писмо до Римјаните. Овие зборови на Авакум го отсликуваат целото учење на апостол Павле во Новиот Завет. И така, слободно можеме да кажеме дека оправдувањето преку вера е наука на целата Библија, а не само на Новиот Завет или само на апостол Павле. Но тоа многу прецизно можеме да го видиме во писмата на Павле, што упатува на мојата втора точка, а тоа е оправдувањето преку вера изразено во писмата на апостол Павле. Повеќето писатели на Новиот Завет, коментари, се согласуваат дека учењето за оправдување преку вера најјасно се гледа во писмата на Павле, а особено во неговите писма до Римјаните и до Галатјаните. Например, во Римјаните 1 глава 17 стих ни се вели: праведникот ќе живее преку верата. Оправдувањето преку вера е основно учење на Павле во оваа писмо. А во Галатјаните 2 глава 16 стих убаво се изразил, велејќи: Но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата на Исус Христос, и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме од верата во Христос, а не од делата на законот. Зашто? Од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. Овој стих јасно укажува на важноста дека оправдувањето е исклучиво преку верата без вршење добри дела во однос на законот, како што тоа го захтеваа јудејците. Потоа, како трета точка, ќе се надовразам на следново. Оправдувањето преку вера е уште еден начин да се укаже на сите дека не сме оправдани преку нашите дела.
човечките дела. Оправдувањето е спротивно на оправдувањето преку нашите дела на послушност кон законот. Како што вели Павле во Римјаните, ние сметаме дека секој се оправдува исклучиво преку вера без делата на законот. Тоа е запишено во Римјаните, 3 глава, 28 стих. Еве на кој начин Павле тоа го илустрира. Например, во Римјаните, 4 глава. Тој вели вака: а на оној кој работи, платата не му се засметува по милост, туку по долг, зашто тој работи. Додека оној кој не работи, во смисла само верува во Христос, верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува или припишува за правда или за праведност. Исус поучуваше дека праведни пред Бог не се оние кои се фалат со својата правда, туку кои викаат кон Бог и бараат милост од милостивиот Господ. Исто како што Исус ја кажа споредбата со цариникот и грешникот, односно цариникот и фарисејот, или грешникот и фарисејот. Едниот се фалеше со своите дела, дека пости, дека прави добри дела и плюс тоа дека не е како овој цареник, како овој грешник. А другиот се удираше во градите, барајќи милост. И на крајот Исус вели дека се оправда оној кој бараше милост, кој не се осмели да ги подигне очите кон небото. Удирајќи се во градите, укажуваше дека тој се чувствува грешник и му треба милост Божја, оправдување од самиот Бог. Пророкот Исаија пророкуваше дека нашето оправдување ќе дојде преку страдањето на слугата за нашите престапи. А тој слуга е точно Господ Исус Христос, опишан и во Стариот Завет како слуга и во Новиот. Тоа беше пророштво кое упатуваше точно на Исус, а и цар Давид поучуваше дека никој не е праведен пред Тебе, Господи. Ова значи дека никој од нас нема да биде оправдан со нашите праведни дела или со нашата послушност кон законот, со нашите добри дела. Зашто некои велат прави ова, не убивај, не кради и така натаму и ќе биде спасен. Меѓутоа, со тоа прави ова, прави она се нагласуваат делата, но човекот не се спасува преку дела, туку само преку вера во Исус Христос и оправдание добиваме на тој начин. Ако сме оправдани преку нашата вера, зар тоа сепак не е нешто што го правиме? Ете малку да се задржиме на тоа. Дали оправдувањето преку вера го фрла товарот на нашето оправдување врз нас самите? Да го разгледаме тоа накусо во 4 точка, а таа гласи вака. Оправдувањето преку вера не значи дека нашата вера е основна причина за нашето оправдување. Што значи тоа сега? Тоа значи следново. Апостол Павле јасно поучува дека сите ние кои веруваме сме оправдани преку нашата вера. Во Римјаните 3 глава, 28 стих е запишено вака. И така, ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата, без делата на законот. Многу јасно кажано. Но треба да се нагласи дека Павле сепак не сака да каже дека нашата вера е основната причина поради што сме оправдани. Основната причина поради што сме оправдани е оваа. Христос беше предаден за нашите престапи и воскресна за наше оправдување. Нагласокот паѓа на Господ Исус Христос. Тој воскресна за наше оправдување, што значи верникот се оправдува во Христос и преку Христос, преку она што тој го направи преку воскресението. Зошто тогаш Павле вели дека сме оправдани преку нашата вера, како да е нашата вера таа која не спасува и оправдува? Павле тоа го вели затоа што нашата вера е она што почива и не соединува со Исус, кој беше распнат за нашите гревови и воскреснат за нашето оправдување. Верата е верување во вистинитоста на Евангелието, како и доверба во Бог на Евангелието.
Тоа е чин на целата внатрешна личност на верникот. Верникот е насочен кон Божиот збор и кон самиот Бог, а особено кон распнатиот и воскреснат Христос. Но ако нашата вера е внатрешен чин на срцето што верува во Христос, дали тоа значи дека нашите надворешни постапки не се важни за оправдување? Да го разгледаме тоа во 5-та точка. Оправдувањето преку вера ни потврдува дека добрите дела произлегуваат од верата. Но, откако човек ќе се оправда преку вера, тогаш следуваат добри дела, но не за оправдување, туку како потврда на оправданиот преку вера. Учењето за оправдување преку вера ги исклучува нашите дела на послушност кон законот, како и средствата за нашето оправдување пред Бог. Но исто така, потврдува дека делата на љубов и добрите дела произлегуваат од нашата вера како плод на таа вера. Например, Павле учи дека во Христос Исус ништо не е важно, ниту обрежувањето, ниту необрежувањето, туку само верата што действува преку љубовта. Галатјаните 5 глава 6 стих. А апостол Јаков учи дека нашата вера се усовршува преку нашите дела, заклучувајќи дека човекот се оправдува преку дела, а не само преку вера. Тоа е запишено во Јаков 2 глава 24 стих. Сега, на прв поглед се чини дека Јаков го поправа Павле во учењето спасение преку вера или оправдување преку вера, па дури дека противречи на учењето на Павле за тоа оправдување преку вера. Но Јаков сака да каже дека оној што верува е полн со добри дела и тие се плод на оправдувањето. Вистинската вера мора да резултира со добри дела. Павле учи дека оправдувањето преку вера резултира вклучување на сите незнабожечки верници во Божјото семејство, не само на оние кои се од еврејско потекло, туку и оние кои се од паганско незнабожечко потекло, вклучувајќи и нас македонците. Оправдувањето преку вера, како 6-та точка, ги вклучува сите народи. Не може некој народ да се издвојува како посебен и попривилегиран во однос на тоа оправдување преку вера. Секој што верува во Исус, подеднакво се спасува и оправдува. Еден неопходен заклучок од учењето на Павле за оправдување преку вера е идејата дека Бог ќе ги оправда и еврејските верници, а и нееврејските верници. Павле вели, зашто сите сгрешија и се лишени од Божјата слава, или во друг превод, им недостасува Божјата слава, но се оправдуваат од неговата благодат преку откупот во Исус Христос. Тоа е запишано во Римјаните 3 глава 23 и 24 стих. Павле тоа посебно го потенцира и вели, или Бог е само Бог на евреите, зар тој не е Бог и на незнабожците? Да, и на незнабожците, бидејќи Бог е еден, кој ќе ги оправда обрежаните преку вера и необрежаните преку вера, имајќи на ум обрежаните еврејскиот народ и сите други народи, кои не се евреи, како необрежан народ, но се оправдуваат и едните и другите. Со тоа гледаме дека оправдувањето преку вера има голема предност, бидејќи ги опфаќа и другите народи кои гледано од перспектива на законот не би имале пристап доколку некак немаше оправдување преку вера, зашто законот им беше даден на евреите, а не на другите народи. Нашето оправдување пред Бог преку вера резултира создавање на верно семејство втемелено на вера, што ги вклучува и верните евреи и неевреи, робови или слободни. Сепак, учењето се уште фундаментално зборува за положбата на поединецот пред Бог, нешто што е добро опфатено и во црковната историја.
Оправдувањето преку вера е учење и на црквата низ историјата. Што значи тоа? Учењето за оправдување беше формулирано од протестантските теолози во времето на реформацијата. Ова е начинот на библиското учење дека не можеме да бидеме оправдани пред Бог со нашата сопствена послушност кон законот, туку само со нашата вера во задоволство и заслуга на Исус Христос во наше име. Само преку вера, тоа беше нагласокот на реформацијата. Тоа не значи дека делата воопшто не се важни. Бидејќи тие теолози во 16 век се изјаснија дека оправдувањето само преку вера никогаш не е самата вера, туку таа е придружена со љубов и добри дела. Втора важна формулација за оправдување е следново. Бидејќи ние сме соединети со Христос преку Духот и преку верата, нашите гревови се припишуваат на Негова сметка, на Христова сметка, а Неговата праведност се припишува на наша сметка. Бог преку вера веќе ќе не обвинува како грешници. Тоа е обид да се долови вистинитоста на библиските изјави како што е запишано во 2 Коринќаните 5 глава 21 стих. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Овде Павле не мисли дека Бог всушност го направил Христос дека е грешник, туку дека нашиот грев го припишал на сметката на Христос. Исто, како што во паралелната изјава ја припишува својата правда на наша сметка. И така, можеме слободно да кажеме дека нашето верување и оправдување само преку вера е засновано и втемелено на Библијата и на учењето на Господ Исус Христос, на сите апостоли што беа научени од Исус, а и на сите оние во историјата кои беа засновани исто како нас на самата Библија. И како 8 точка, оправдувањето преку вера е старо христијанско учење, кој ги опфаќа и првите неколку векови. Што значи тоа? Учењето за оправдување преку вера е и многу порано од средниот век пред реформацијата. Например, во одбраната на христијанството од 2 и 3 век има еден извадок кој вели вака. Тој, Бог, не мразеше, не отфрли, ниту ни се налути, туку наместо тоа, тој беше трпелив со нас и во својата милост ги зеде на себе нашите гревови. Самиот тој се откажа од сопствениот син да стане како откуп за нас, светиот за беззаконикот, невиниот за виновникот, праведниот за неправедникот, нераспадливиот за распадливиот, безсмртниот за смртникот. Зашто што би можело друго да ни донесе откуп, освен Неговата правда, која ги покрива нашите гревови, преку кого можеме ние беззакониците и безбожните луѓе да се оправдаме, освен преку Божиот Син. Колку е прекрасно грешноста на многумина да бидат скриени во еден праведник, додека праведноста на еден да оправда многу грешници. Ете, почитувани, гледаме, учењето за оправдување преку вера е втемелено на Господ Исус Христос, апостолите, низ црковната историја се учеше тоа и затоа оправдувањето преку вера е борбено учење, што сака да се зачува од оние кои учат погрешно и лажно. Што значи тоа? Се чини дека учењето за оправдување преку вера е контраверзно учење, бидејќи човекот нема апсолутно никаква заслуга во тоа. Павле зборува за тоа во неговиот постојан конфликт со лажните учители кои им правеле тешкотија на галатјаните, например, околу обрежувањето и сите закони кои произлегуваа од Мојсеевиот закон. Апостол Павле и сите Божи слуги во историјата го бранеа ова учење од лажни учители со цел да се задржи вистинитоста на Евангелието.
I zato im reče, ako nekoj nešto drugo vi propoveda od ona što jaz vi go propovedav, neka bide proklet. To znači, neka potpadne pod prokletstvo na zakon od onoj koji uči spasenje preku zakon. Ovo učenje za opravduvanje preku vera ne smije da se obezvredi samo zato što nekoj misle da i čovjek ima zaslugi koji mu se pripišuvat. Obično lažnit učitelji toga go kombiniraat, sakajući da go vozveličat čovjekot kako faktor koji doprinesuva za svoje to spasenje. To je sasvim pogrešno. Bideći opravdovanje to preko vera je učenje kojego nasledivme od Isus Hristos i njegovite apostoli. I na sami od kraj, mnogo važno, kako 10. točka. Opravdovanje to preko vera mu nosi slava na Bog. Ima nešto mnogo važno za to opravdovanje preko vera što mu dava posebna slava na Bog. Pavle go veli ova za verata na Avram. I veli, Avram ne se posomneva vo Božjoto vetuvanje, tuku zajakna vo verata i mu dade slava na Bog. Napolno uveren deka je silen da go ispolne ona što go veti Bog. To je zapišeno od Pavle, vo Rimljanite 4. glava, 20. i 21. stih. Božjoto vetuvanje vo evangelijeto je deka toj ti gi opravda bezbožnicite, pa duri deka ti gi ožive od mrtvite. Taka i nije, kako Avram, koga priznavame deka evangelijeto je vistinito i veruvame deka Bog ke go stori to, a nije mu davame slava na Bog preku Isus Hristos. Zato što vo Efesjanite, 1. glava 14. od stih je zapišeno ovaka. Koje je zalog za naše to nasljedstvo, za otkupuvanje na onije koji stana Božja sopstvenost, za pofalba na njegovata slava. Uštednaš gledame, deka opravdovanje to preku vera nego privlekuva vnimanijat kon nas, samite, i naša ta golema vera, tuko kon Hristos i Božjo to golemo delo na otkup preku nego. Neka mu je slava na naši od Gospod Isus Hristos, sega i za sekogaš, kako što je zapišeno od Pavle. I taka, bideći opravdani preku verata, imame mir so Bog preku naši od Gospod Isus Hristos. I ne samo to, tu koji se falime, vo ta nadeš vo koja stojime. Nemu slava vo site vekovi. Amin.